председателе. Почитуван заменик министер, јас жалам што го одбивте овој предлог амандман со тоа образложение што го дадовте. Овој амандман беше директно насочен за домаќинствата и за тоа како да домаќинствата и граѓаните обезбедат поевтина топла вода која што е за нивна употреба. Спомнавте дека биле предвидени средства, но тие се средства во буџетот кои што се во, нели, така како што кажавте, со општ назив, не детално за што се наменети. Затоа ова беше директно насочено кон граѓаните со цел да им олесниме во оваа енергетска криза на граѓаните како да ги задоволат своите секојдневни потреби. Намалувањето на трошоците за енергија требаше да е преку употреба, нели, на извори, на обновливи извори од сонцето. Македонија е, нели, сите знаеме, земја на сонцето, земја во која што имаме во текот на годината 300 сончеви денови и затоа оваа енергија е жално зошто не се користи само поради немањето на стратегија и план како оваа енергија да се искористи и како да им се намалат трошоците за електрична енергија на граѓаните. Како што кажав, во услови на ваква енергетска криза, кога домашното производство на електрична енергија ни е преполовено и не може никако да се промени оваа состојба, менаџментот на ЕЛЕМ не може никако да го зголеми производството на домашното производство на електрична енергија и така да обезбеди поевтина електрична енергија на граѓаните. Во едни вакви услови, мислам дека прифаќањето на овој амандман треба да им помогне на граѓаните преку тоа што и ќе им помогне преку тоа што ќе ги намалат своите сметки за електрична енергија, затоа што инсталирањето на вакви соларни системи за топла вода, сметките за електрична енергија на домаќинствата ќе се преполоват, затоа што потрошувачката ќе им се преполови, затоа што сите знаеме дека, нели, телата кои што обезбедуваат топла вода се најголеми потрошувачи во едно семејство и преку тоа ќе му заштедевме доволно средства на домаќинствата, ќе се намалеше потрошувачката на електричната енергија, која што понатаму државата или ЕЛЕМ, таа електрична енергија што би се заштедила во домаќинствата за обезбедување на топла вода, ќе ја пренасочеше во стопанството и така тој круг ќе се затвореше. Со овој амандман, овие средства се предвидуваше да задоволат околу 10.000 домаќинства, што би добиле 50% за инсталирање на еден ваков соларен систем, што чини околу 600 евра. Со тоа значи дека 50% се 300 евра, што би заштедило секое домаќинство, а би добило ефтина топла вода. Еден ваков систем според сите истражувања, 1 метар квадратен од овој систем заштедува 750 киловат часови енергија годишно, што на вистина представува една добра бројка и ги задоволува потребите за топла вода на граѓаните во летниот период од 90 до 100%, во преодниот период од 50 до 70% и во зимскиот период од 10 до 25%, што на вистина представува една вистинска одлука што би ја донесле со прифаќање на овој амандман. Овие соларни системи се со долг век на траење, така да мислам дека ќе представува една вистинска инвестиција на државата во овој дел, затоа што трајноста на овие соларни системи е околу 30 години, така да за долг период ќе се обезбедиме со ефтина енергија. Во едни вакви услови кога државата или ЕЛЕМ ја поскапи струјата за досега за 46% и од нова година, бидејќи не го прифативте амандманот за одложување на ДДВ-то
на електричната енергија ќе поскапи уште 5%, мислам дека ќе беше вистински чекор, но ето видовме министерот го одби. Се надевам дека колегите пратеници ќе го прифатат овој амандман и ќе им обезбедиме на граѓаните пристап до ефтина енергија. Во услови кога се задолжуваме за да увезуваме струја за да ги задоволиме потребите на граѓаните, во услови кога за една година имаме потрошено 600 милиони евра само за купување на струја, јас мислам дека да се обезбедат 200 милиони денари како субвенција или поддршка на граѓаните за да инсталираат вакви соларни системи не е некоја голема сума што треба да ја обезбеди државата. Настрана од тоа што се залагавте и се уште се залагате за зелена транзиција и обезбедување на енергија од обновливи извори, но гледаме дека немаме никакви инвестиции во овој дел, немаме инвестиции во енергетиката. Единствена инвестиција ни беше таа што се купи делот од Макпетрол во гасоводот во Гама. Тоа е единствената инвестиција што држава е направила во овој изминат период. Од друга страна, гледаме дека и постојните енергетски капацитети не ни работат така како што треба. Брејк Битол работи само со еден блок и мислам дека ќе беше вистински потек да се прифати овој амандман од страна на владата. Од друга страна, нели според стратегијата на владата требаше да Македонија треба да укине 1,2 гигават часови до 2000 од постојните конвенционални капацитети до 2027, а да воведе 3,4 гигават часови до 2040 година од обновливи извори или од газ. И затоа мислам дека треба да се прифати но од она што може да се види од овој предлог буџет, гледаме колка е загриженоста на владата за инвестиции во енергетиката, па така видовме дека во овој предлог буџет за развој на енергетиката се предвидело 7,8 милиони евра, што мислам дека не се доволни за одржување, а не за развој на енергетиката. Затоа би замолил уште еднаш до колегите да размислат пред да гласаат, затоа што овој амандман навистина е суштински амандман и произлегува од потребите на граѓаните и мислам дека така ќе им излеземе во пресрет на граѓаните во овие услови на енергетска криза. Ви благодарам. Ви благодараме на вас за реплика.